Здраво ученици! Во денешната училница ќе имаме час по македонски јазик. Ќе учиме за големата и малата печатна буква А. Цел на овој час е да се оспособите правилно да ја пишувате големата и малата печатна буква А, да препознавате присуство на гласот А во зборови, да развивате графомоторика и да се оспособите правилно и естетски да ги пишувате буквите. За овој час ќе го подготвите учебникот по македонски јазик на страна 30 и 31, тетратката за почетно пишување со тесни и широки редови и училишниот прибор. Подготви се и продолжуваме. Овој час ќе го започнеме со една игра која што се вика Дојде возот Понсо и вие ќе погодувате според тоа што гледате. Ајде започнуваме. Дојде возот Понсо. Авиони, браво. Дојде возот Понсо. Одлично, автомобили. Дојде возот Понсо. Ананас. Дојде возот Понсо. Автобуси, така е. Дојде возот Понсо. Антени. Дојде возот Понсо. Ајвар. Браво за вас. Да видиме што ни донесе возот, авиони, автомобили, ананас, автобуси, антени, ајвар. Што забележуваме? Дека сите овие зборови започнуваат со гласот А. А знак за гласот А е буквата А. Денеска ќе учиме, значи, големата и малата печатна буква А. Да ги видиме. Што забележуваме? Дека тие воопшто не си личат една на друга. Тие се многу различни. Како се пишува буквата А? Во прво оделение научивме дека големата буква А се пишуваше од 3 елементи. Една коса линија, уште една коса на спротивната страна и една легната права линија која што ги спојува двете коси. Значи, големата печатна буква А се пишува со 3 линии. Тоа значи дека почнуваме, го креваме моливчето 3 пати. Почнуваме секогаш од озгора кон надолу. Ја пишуваме првата коса линија, подоцна ја пишуваме и втората коса линија и на крајот од средината на првата коса пуштаме една легната права линија со што ги спојуваме двете коси линии. За разлика од големата буква А, малата буква А се пишува со криви линии. Првата личи на чингелче, значи се почнува полукружно, се спуштаме надолу, па пак правиме едно свртување. Тоа е првиот елемент, а вториот е едно полукругче кое што го започнуваме од средината на чингелчето, каде што оваа точка и како што се прикажани стрелките, го движиме моливчето. Добро ја запомтете и големата и малата буква А, затоа што сега ќе треба да ги препознавате во дадени зборови. Сега, овде се дадени 9 зборови, ќе го застанете видеото и ќе откриете во секој збор по колку пати ќе ја најдете буквата А, и големата и малата. Застани го видеото, одреди за секој збор, но напиши на едно ливче во кој збор колку пати си ја сретнал буквата А. А потоа ќе направиме проверка. Подготвени сме? Ајде, во зборот Анета, буквата А ја има 2 пати, така е, и на почеток и на крај. Овде е голема, а на крајот е мала. Во зборот Вазна, така е, 2 пати. Книга, еднаш на крајот на зборот. Елка, исто така еднаш на крајот на зборот. Банана, браво, 3 пати. Значи во средина 2 пати и еднаш на крајот. Санка, одлично, на средина и на крај. Маса, така е, 2 пати на средина и на крај. Андреј, само на почетокот, бидејќи е име, затоа е со голема буква напишано. Тава,
два пати, значи во средина и на крај. Еве ги, колку вкупно букви А има на овој слайд? Дали изброи 16? Доколку да, во право си и браво за тебе. А сега да видиме како би изгледале и како би звучеле зборовите доколку не постои гласот А. Овде имаме риба. Меѓутоа, ако го немавме гласот А, ќе беше риб. За да не биде риб, еве ќе додадеме едно А и тоа ќе биде риба. Овде имаме маса. Два пати недостасува гласот А. Еве го, маса. А ова тегл или тегла? Така, тегла. И ова не е торт, туку е торта. Еве го, гласот А на крајот. А ова што е? Пст. Ако ги немавме гласовите А на двете места, ова ќе беше пст. А ова не е пст, туку е паста. А ова е чедор или чадор? Чадор. Ташна, така, два пати. А ова врте? Врт или врата. Еве, врата. Значи, забележувате дека гласот А го олеснува изговорот на зборовите. Полесно ние да кажеме чадор, отколку чедор или тшн. Мора да ја употребуваме буквата А или гласот А, за да не биде лесно да ги изговараме зборовите, затоа буквата А има големо значење. Сега ќе ви го прочитам текстот, Нела и буквата А. Внимателно ќе ме слушате за да можете да одговарате на прашањата. Овој текст со наслов Нела и буквата А го напишал авторот Иванчо Митревски мајсторот. Започнуваме. Денес Нела, откако се врати од училиште, се однесуваше многу чудно. Нела, викна баба и по неа. А, се јави Нела. Ке појдеш ли во самопослуга да купиш млеко? А, одговори Нела. И се така. Баба и ќе ја праша нешто, а таа одговараше само со едно а. Не е ни чудо. Денес на училиште ја учеа буквата А. Дали го расправте текстот? Ајде да ве проверам. Кои ликови ги има во текстот? Одговорите ги даваш со цела реченица. Значи во текстот зборуваат кои? Одлично, Нела и нејзината баба. Понатаму, како се однесувала Нела? Нела се однесувала многу чудно. Што ја замолила баба и? Така е, баба ја замолила да отиде во самопослуга за да купи млеко. Како одговарала Нела на секое прашање? Нела одговарала само со едно а. А што мислите? Зошто Нела се однесувала чудно? Така е, Нела се однесувала чудно затоа што тој ден во училиште ја учеле буквата А. Сега ќе броиме колку пати ја има буквата А во секоја реченица од текстот. Овој текст го имате на страна 31 во учебникот. Исто вака е напишан како овде. Во секоја реченица ќе ги броиме буквите и ќе запишувате на крајот на реченицата колку пати сте изброиле. Ајде да видиме. Денес, овде ја немаме буквата А. Нела, евеа еднаш. Откако, евеа уште еднаш, значи два пати во оваа реченица. Се врати, евеа уште еднаш броиме. Од училиште, тука ја немаме. Се
однесуваше, еве уште еднаш, многу чудно. Значи, во оваа реченица, што завршува со точка, потоа ќе знаеме дека е реченица. Буквата А ја има 4 пати и ќе напишете број 4 до реченицата. Така ќе направите за секој ред. Ќе го стопирате видеото, ќе ја завршите вежбата во учебникот и подоцна ќе направите проверка. Се надевам дека сте готови. Ајде да видиме дали точно сте изброиле. И доколку не сте изброиле точно, треба да се поправите. Еве, значи во оваа реченица 5 пати, овде 6, па 3, па 5 пати, 2 пати, 15 пати и на крајот 7. Сега ќе ги пишуваме големата и малата буква А во тетрадката. Знаете дека таа има редови. Големата се пишува во широкиот тесниот ред, а малата само во тесниот. Секогаш почнуваш од дозгора кон надолу, значи елемент по елемент. Оставаш малку растојание, па пак пишуваш пар од голема и мала, па пак оставаш исто приближно растојание. Еве го и третиот пар, четвртиот пар и петиот пар. Значи треба да имаш 5 пара на буква А во секој ред. Сега продолжуваме и во вториот и во третиот ред. Сега ќе го застанеш видеото, ќе напишеш 3 реда и малку ќе одмориш со тоа што ќе научиме една кратка песна. Песната се однесува на денешната буква што ја научивме. И вака се пее. Весели сме сега да научивме буква А. Весели сме сега да научивме буква А. Тра-ла-ла, тра-ла-ла, научивме буква А. Тра-ла-ла, тра-ла-ла, научивме буква А. Ајде сега заедно. Весели сме сега да научивме буква А. Весели сме сега да научивме буква А. Тра-ла-ла, тра-ла-ла, научивме буква А. Тра-ла-ла, тра-ла-ла, научивме буква А. А сега ќе продолжиш да го исполниш целиот лист од тетрадката со големата и малата печатна буква А. Уживај во твојата задача.